зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Бог действува преку твојата послушност. Во библиските денови, од секој евреин, 20 годишен или постар, се очекувало да придонесе доброволно со данок од 2 драхми секоја година за држување на храна во Јерусалим, тоа е 1/3 од доларот. Во книгата што ја напиша, Матеј, кој самиот беше собирач на данок, пред Исус да го повика да биде ученик, раскажува дека кога Исус и неговите ученици пристигнале во регионот на Галилејското езеро, собирачите на данокот од 2 драхми дојдоа кај Петар и прашаа: "Дали твојот учител плаќа данок за храмот?" Всушност, данокот требало да се прати пред неколку месеци веќе, но Исус не бил во околината за да го плати. "Да, го плаќа данокот", одговори Петар. Можеби малку вообразано, зашто очигледно Петар немал пари. Потоа Петар оди кај Исус и дознава каде може да најде пари. Исус му даде упатства за тоа што треба да направи. Оди до морето, фрли јадицата и земи ја првата риба што ќе излезе. И кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир. Земи го, подај им го за мене и за тебе. Извадок од Матеј, 17 глава, од 24 до 27 стих. Оно што ми е интересно мене е дека Исус не му рече на Петар да направи нешто што не може. Тој го замоли да стори нешто што знаеше да го прави подобро од било друго во животот. Да лови риба. Таа му било професија со години пред Исус да го повика да го следи. Кога Петар го стори она што можеше, Бог на чудесен начин го обезбеди она што му недостасуваше на Петар. Исус понекогаш ни бара да правиме тешки работи, но тој никогаш не ни бара да правиме нешто невозможно. Тој едноставно вели: "Следи ме и ќе се погрижам за твоите потреби. Направи го она што ти велам и јас ќе го сторам останатото." Можеби твојот данок одамна требаше да се плати. Или имаш друга итна потреба. Слушни го Божиот глас. Направи го она што можеш да задоволиш таа потреба и Бог ќе стори чудо. Ако е потребно, ќе обезбеди за тебе. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.